Македонија живее во една прилично драматична етапа, минува од својата куса историја како независна држава. Како го оценувате ова невреме во кое се слуша и тропкање со оружјето во една насока на братоубиствена војна, каде што сме поделени на предавници, патриоти, но овој пат до една црвена линија која малку недостасува да биде прегазена? Прво ова го доживувам како една голема лекција. Сите поминуваме една голема лекција од демократија. Никогаш досега не ни се случило да почнеме една демократска процедура со изборите во декември, значи пред повеќе од 4 месеци, да бидеме горди на она што го остваривме и во таа процедура да заглавиме, бидејќи на оние што се на власт не им се допаѓа фактот дека власта треба да ја предадат. Значи, се учиме на она елементарното поведение во демократските системи, а тоа е и колку да не ти се допаѓа резултатот од изборите, ќе собереш сили да создадеш услови да има мирна транзиција и да се дадат шанси на новите политики да покажат што всушност тие имаат да покажат, одејќи мирно во опозиција. Тоа предизвика сега една цела компликација страотна, затоа што владеачките националисти досега, кои сега треба да одат во опозиција, се сметаат себе си за исклучиви толкувачи на тоа што е национален интерес, што е државен интерес. Во демократијата такви партии не постојат. Националниот интерес, државниот интерес е она за што ќе се договорат партиите во парламентот дека е национален и државен интерес. Ништо повеќе, никакви митологии не се кријат за тоа. Променети околности произведуваат и поинакво толкување на националниот интерес. Променети околности дома, променети околности во светот. Сакам да кажам, ние се најдовме во ситуација да се затвори демократскиот процес на сменливи елити, на елити кои што внесуваат редефинирање на политиката, елити кои што ги следат промените дома и во светот и кои што произведуваат мир, стабилност, благосостојба за државата. Имајќи го предвид она што денеска ни се случува и она до каде сме стигнати во ескалацијата на овој вербален конфликт и поделба внатре во македонското национално ткиво меѓу предавници и патриоти, кои се вашите прогнози? Каде ова води? Како ќе се развива понатаму? Никој досега во оваа куса наша 25-6 годишна историја на независност не се осмели така директно да заигра на картата на национализмот како што тоа го направи партијата ВМРО-ДПМН. Тоа е апсолутно еден рецепт за конфликт. Фактот дека има поддршка од председателот на државата, таквото поведение, не воведува во една, да не речам, целосна блокада. Мислам дека не се свесни од партијата што всушност бараат. А именно, ако се навистина за формирање на влада од страна на СДС, која би ја добила поддршката од ВМРО, со осуда на албанските програми, партии, платформата, тоа е рецепт за продлабочување на меѓуетничкиот јаз и за конфликт. Ако се за нови избори
бранот националистички кој го покрена со ова свое поведение сите овие месеци, со целосна сигурност ќе се судри со бранот националистички на албанските политички партии и тогаш веќе не можеме да бидеме сигурни каде ќе оди државата. Всушност, ние немаме избор дали треба да останеме внатре во демократската процедура или треба да излеземе, да ја напуштиме под притисок на досегашните владеачки националисти во Македонија. Ние немаме избор, ние мораме да се држиме. Овие два излеза што ги нудат се рецепт за конфликт. Имаше еден друг, а тоа е дека пратениците во парламентот можат да изгласаат председател на парламентот, бидејќи го имаат мнозинството, и тоа е според актите на парламентот, и потоа да конституираат влада, на што е добиено жестоко предупредување дека партијата која треба да оди во опозиција и народот ќе интервенираат токму со тој збор, жестоко ќе интервенираат. Практично сме заробени во ситуацијата. Вашата теза објавена во колумна е дека треба да се остават. Да ова да трае колку што ќе трае ова и да останеме во статус кво, лимбо, една ситуација во која практично немате институции кои функционираат, бидејќи во парламентот не функционира, односно оваа влада е техничка и нема поддршка од парламентарно мнозинство, како што би тоа требало да биде. Можно ли е такво нешто во едно такво лимбо државата да продолжи да функционира и при тоа да задржиме каква таква стабилност и безбедност? Па мислам дека може уште некое време. Се разбира, јас кога велам па добро, ако не ја даваат мирно власта, нека им е власта, да видиме што ќе прават со неа, а имено, ако мнозинството од народот во Македонија бара промени, ако тоа е поддржано од мнозинството од европските демократии и од Соединетите Американски држави, ако имате предупредување од НАТО, чии членки сакаме да бидеме, тогаш просто е неразбирливо што би можеле тие да направат со таа власт. Кога велам нека им е, јас велам во оваа смисла. Тие имаат паднато веќе како партија на испитот на демократијата. Паднато. Во оној момент кога ќе ги извадите луѓето на улица, кога ќе речете како шеф на политичка партија, јас сум немоќен, не освоив доволно гласови, народе излегувајте, помагајте ми, вие сте паднале на елементарниот принцип на демократијата, а тоа е дека проблемите на општеството се решаваат горе во државата, во политичката сфера, во парламентот, каде што конкурираат политички програми и видувања и каде што мнозинството формира влада. Мојот повик беше: немојте и вие други да паднете на истиот испит, да го вовлечете народот во неволи, да со помош на улицата да дојдете на власт. И тоа е тоа. Ова ваша теза во актуелната поларизација во општеството ја има етикетата предавничка. Дали се чувствувате, како се чувствувате и дали сте биле изложени на тој тип на етикетирање јавно дека сте предавник? Како доживувате тоа? Првам лично како интелектуалец, професор, нели, човек кој бил прв министер за надворешни работи. Па морам да кажам, ако сум сосема искрен, чувствувам сожалување за тие луѓе кои така ме нарекуваат. Многу ми е жал за нив, на вистина. Мислам, бидејќи нити лично се чувствувам како таков, како некаков предавник, ниту дека
Јас работам за нешто друго, освен што е во согласно со мојата совест и со моето знаење. Мојата професија е да следам што се случува во политичките системи на светот и мојата обврска како интелектуалец е кога ќе дојдам до определено сознание, тоа да го следам до крај, јавно да го кажувам, независно од консеквенците по мене. И тоа е позицијата, ми се чини, на еден интелектуалец. Во таа смисла, само можам да ги сожалувам таквите луѓе кои не дошле на еден степен на свест да разберат дека сепак елементарната пристојност налага дебата, расправа, доаѓање до заеднички ставови врзани за државата. Ево ова пак, ако можам да ја наречам воопшто дебата напред, да кој е предавник, кој е патриот, една од темите, како една од темите се појави и химната на Република Македонија, чиј автор е, оној кој знае, но позната е информацијата за јавноста, е вашиот татко и некој писател Владо Малевски. Во таа смисла ме интересира како лично вие ја доживувате таа дебата. Луѓето кои се декларираат за патриоти, кои вас ме сметаат за предавник, а вие сте син на човек кој е автор на химната, или по игра на случајот во историјата и така. Сакаш да кажеш, Боријан, ме сметаат за предавник, а ја пеат химната на мојот татко. И ја, во случајот, ја штитат, ја бранат да не дојде до, како што велат, да биде променет. Да. Голема почит имам кон делото на претходните генерации, се разбира кон делото на мојот татко, а со нужната дистанца, да речам, за тоа што било добро во тие политики, што не било, но и со свеста дека сите генерации имале своји идеали, своји заблуди и дека вистинскиот начин е да им се поклониме на она се што го направиле. Меѓутоа, оно што сум научил од искуството е дека како и во животот на еден човек и во животот на едно општество, промената е единствената константа. Условите се менуваат, тие треба да се следат, променетите околности бараат нови решенија, еманципација на делови од населението, кои колку до вчера не создавале проблеми, бараат тие да се разрешуваат. И сето тоа го разбирам дека таквиот став, таквиот пристап е вистинскиот кој што може да доведе до зачувување на стабилноста на државата. Во таа смисла, едно од дилемите кои кај мене се раѓа е врзана за фактот дека еден поголем дел од населението нема емоции кон зборовите барем на таа химна. И јас тоа го разбирам. И тоа е фактички проблем. Она што албанските партии инсистираат, сега кога го запиша како своја некоја политика, е нова химна, ново знаме, нов грб. Тоа се све символи етнички, кои што значат многу, како за поединецот, да тој се идентификува со државата, така за стабилноста на целата држава. Меѓутоа, искуството од други држави покажува дека сите брзи промени тука, кои што би произвеле решенија од типот
нова химна, кон која вие немате никаква емоција, исто така создава проблеми. Така што, може би, ова не е прашање на кое што мора така промптно да се инсистира, бидејќи просто не можам да ги замислам, да речеме, албанците пред се, како тие лесно се откажуваат од своето знаме и својата химна во интерес на заедничкото знаме и химна. Сега, или е тоа да се нервираат македонците само, смислено, или навистина политичарите имаат такво високо мислење за својот народ, дека тој може така лесно и бргу да ги пренесе своите емоции на некоја заедничка песна. Повеќе би рекол дека тоа концепт за задржување на етничките химни и создавање на некоја заедничка. Но повторно, бидејќи не се работи за обична музика и за обични зборови, туку зборови кои што и музика која што влегува во срцата на луѓето, целиот тој процес е многу долгорочен. Да ја вратам на она што е ваше лично наследство од вашиот татко и она што е наше колективно наследство, со кое не задолжил господин Владо Малевски, химната, таа претрпувала измени во текстот, од како е создадена во струга, ако добро разбрав, уште за време на војната. И текстот претрпувал измени. Дали знаете некакви, во кои околности се случувало тоа и кои би ги споделиле со јавност? Да. Прво, некоја информација. Значи, татко ми таа химна ја компонира врз основа на една народна песна, која е многу спора и која што тој и дава ритам, и бидејќи беше влюбеник во гитара и постојано гитарата му беше дел од денот во помладите барем години, тој таа песна ја компонира и за прв пат ја изведува на дочек на нова 41 кон 42 година во струга. Тоа мора да запамтиме е таа генерација која ја создаде новата модерна македонска држава и модерната македонска нација. Генерација родена, татко ми конкретно 19-та година, значи 5 години после Втората Балканска војна, кога географска Македонија е поделена, во српскиот дел на Македонија, роден и заведен во книгите како Владимир Малевич. Татко му печалбар, живеел во Албанија, каде што дедо ми имал фурна во Шкодра, завршува основно образование тамо, доаѓа во Битолската гимназија и тука ги среќава сите овие идни млади револуционери, потоа една група од нив одат, студираат во Белград и тука ги дочекува бомбардирањето на Белград и упадот на фашистичките сили во кралството на Југославија. Тогаш Владимир Малевич се враќа во струга како организатор на отпорот. Секогаш велам со таа своја гитара. Тој инаку работел во Агитпропот, создавал многу песни, сум имал разговор со него, но тоа беше едно поинакво време. По задача е правена тогаш? Па може би и по задача. Може би по задача, но сигурно и со емоции. Да. Прво, татко беше емотивен како човек и беше влюбеник во својата земја. Ова сум го кажал, меѓутоа ако имаш време во емисијата можеш и да го пуштиш. Луи Арагон доаѓа негде 47 година во Македонија како истакнат представник на една многу значајна политичка партија во Франција, комунистичката партија на Франција. И татко ми го вози на кај Велес, запираат пред Велес
излегува Луи Арагон, поет, нели, го гледа Веле Светка во далечина, а тоа е време на страшна беда на Македонија, страшна беда, еднаш по војната. Гледа тамо и вели: "О, que je voudrais vivre et mourir ici." О, колку би сакал да живеам и да умрам тука. А татко му шепнал: "Морир, oui, ме vivre non", вика, да умреш, да, вика, но да живееш не. Кон Македонија секогаш имаше таков еден однос. И колку да ја носеше во срцето, беше свесен за нејзините недостатоци и дека тие треба да се отклонуваат. Значи, во Партизани дело Агитпроп создаваше мелодии, мелодиите се правени на разни песни, било некои руски маршеви, било народни песни, било собствени импровизации. И ова беше само една од песните. Инаку, кога сум разговарал со него, утврдив дека песната за маршот на првата македонска бригада е негова исто. Ако се сеќаваш како оди: "Еј, ние сме првата македонска бригада", и така натаму. Тоа е за бригада. Ова песна кога е правена е со намера да биде химна или она е правена со намера да подржи процесите во тоа време, да им даде ритам и музика, емоција? Ова е една од песните, заедно со овие другите, или онаа што се пееше по улиците, додека демонстрирao и од шарената револуција: "Во борба, во борба, во борба". Тоа е исто него. Тоа е исто него, и така натаму. Јас го прашував еднаш, викам: "Па добро, зашто не кажеш, зашто не се тоа авторизира во една прилика?" Он вика: "Нема поголемо задоволство кога ќе направиш песна која станала народна. И стварно, вика, има ли смисла сега да се црташ и да се пишуваш тамо?" Тоа бе некое поведение на една генерација која се загуби негде. Да речеме, доаѓа дома на ручек и вели: "Каков прекрасен писател Живко Чинго, каков прекрасен, Радован Павловски." Вика: "Ма суетата?" Да. Кај е суетата? Се радуваше на земјата што напредува, на државата. Радостен дека тој е дел од тој еден голем потфат. Ви благодарам.